Благодарам, председател на комисија, господин Лјупчо Пренџов. Почувана колешке Колева, се сложуваме дека буџетот е рефлексија на политиките на една влада, како што впрочем рековте, а изборите се рефлексија па на тие политики кои што ги спроведува таа влада. И сега јас во сиот овој период сум бил во заблуда, слушајќи ве вас и вашата математика, дека всушност вие сте победници на последните локални избори и сега вака ми ги срушивте сите мои радости кои што ги имам во изминатиот период и би ве замолил, впрочем денеска имате централен и извршен одбор на партијата, оваа убава весела математика да ја презентирате таму, затоа што вашиот председател во заменување, во оставка, истата вечер, излеза на пресконференција, ја честиташе победата на ВМРО ДПМН и најави оставка која што, се надевам, сите се надеваме овдека дека вечерва конечно ќе испорача. Така што, мислам дека како вака истакнат партиски активист треба да му објасните дека всушност победил на изборите и дека всушност по вашата весела математика да имаш 60 градоначалници и да дојдеш на 16 градоначалници е победа. До другата страна од 4 да дојде на 44 е пораз. И ова мора да му го објасните на вашиот лидер, затоа што искрено вака, со вакви кадри, со ваков лидер, мислам дека ние како опозиција треба да ве стимулираме да продолжите со таа реторика. Особено што истиот тој ваш лидер во заменување рече дека ја примил пораката од граѓаните, ова трет пат го кажува, и после председателските, и после парламентарните, и сега после локалниве, дека ја примил пораката од граѓаните, ама очигледно неговите пратеници не ја примиле, затоа што имаат тотално спротивна реторика од она што тој како председател го говори и го комуницира со јавноста и од она што граѓаните ви го кажуваат. Така што ве молам, овој дискурс јавен кој што го правите различен од ден на ден, од час во час, чуден, со различни изјави, да си го вака средите на тој одбор извршен, за да малце по единствени настапите пред граѓаните и не ги доведувате во некаква заблуда. Не знам дали може да се најде буџет, расправа за буџет, експозе на буџет, во кој што нема да стои дека буџетот е развоен. Како тоа секој буџет е развоен, а државата стагнира. И мислам дека имавме многу убава, еви јавно кажувам, и плодна дебата со почитуваниот министер Бесими, дека оние индикатори кои што се поставуваат во експозеата на почетокот на еден буџет, треба да служат и како индикатор за извршување во подоснежниот период и да видиме дали тие индикатори се остварени, односно тие цели преку тие индикатори дали се остварени или не. И сега вратете си и говорите и ќе видите дека секој буџет ви е развоен. Во секој буџет се намалуваат непродуктивните трошоци. Како тоа? Лани сме ги намалувале непродуктивните трошоци, претходната година сме ги намалувале непродуктивните трошоци и уште ги има да ги намалуваме. Оваа година ќе ги намалувате и нареднавоти, така ќе ви напишат од Центарот за комуникација од СДСМ. Она што исто така многу интересно, вака и впечаток ми остави од вашиот говор е што доста квалитетно сте ја изанализирале и ја знаете програмата на ВМРО ДПМН. Па би ве прашал дали тоа ти сте биле активист на ВМРО ДПМН и сте се вработиле во тој режим кој што овдека го зборите, па толку добро ја знаете програмата на ВМРО ДПМН. Така што не знам како тоа било режим, а никој не можел да каже ништо, немало слобода, се вработувале партиски луѓе, а токму вие сте се вработиле во време на тој режим. Капитални инвестиции. Зборувано 100 пати овдека, дури пак ќе ве повикам да ја погледате дебатата со министерот за финансии.
Не е проблем да предвидиш капитални инвестиции. Ова е буџет, ова е предвидување, ова се бројки, ова е, како да ви кажам, помалку тешкиот дел на работата. Сега следи најтешкиот дел на работата. Да се реализираат тие бројки. А праксата покажува дека оваа влада не ги реализира капиталните инвестиции. Праксата тоа го покажува, со години наназад. И што тоа сега ќе се смени драстично во политиките, за да сега вие овдека читате прекрасни проекти кои што ќе се реализираат. И како ќе ви веруваат граѓаните на ова што го зборуват? Зошто не размислите дека може би, овој катастрофален резултат на локалните избори на СДСМ е поради тоа што сте неискрени спрема граѓаните. Им ја потценувате интелигенцијата. Редите овдека странски инвестиции. Па јас живеам во Куманово. Спомнувате инвестиција од 2011-12 година дека вие сте ја донели. Живеам во тој град. 100.000 луѓе има во Куманово. Ве слушаат. Ве слушаат како јавно на сцена лажете. Јас сакам да се реализираат капиталните инвестиции. Дискутирам во таа насока. Го поздравив механизмот за рекомпонирање на оние капитални единици кои што нема да реализираат капитални инвестиции, да бараме некакво заедничко решение, заеднички компромис. Меѓутоа тој компромис не може да биде изграден врз база на ќе се реализира ова и ова. И следната година пак. Спомнавте гасификација. Ке ве замолам, како колешка пратеничка, прочитете ги програмите на буџетот на Министерството за транспорт и врски во делот на гасификација, исти се и оваа година. Ништо нема мрднато. Каква гасификација? Какви далноводи зборите? Нема мрднато. И ви кажувам, нема ни да мрдне. Затоа што нема никаква промена. Истата апатија. Гасификација на касарната во Куманово. Одличен проект. И сите државни институции под министерство треба да се гасифицираат во Куманово, затоа што има таква можност. Ама 5-та година како не се гасифицира Кумановската болница. И секој буџет, секој ребаланс го зборам ова, и пак Кумановската болница не е гасифицирана. Како да ви веруваат сега кумановци дека ова ќе се реализира, кога претходното што сте го ветиле се уште не е реализирано? Па дури ме опоменувавте овдека некои пратеници дека гасифицирана била болницата, ама ја не знам. Као ја на Марс да живеам. Ете, не е гасифицирана уште. Ученички стипендии. Ви текнува на 8 деленецот од Штип. Ви текнува сега зашто не ве гласаат граѓаните? Затоа што требаше да дое градоначалникот ВМРО ДПМН и да му го валоризира успехот на тоа дете. Додека оваа во заминување министерка арогантна царовска велеше дека немало процедури и закони, она била исклучиво по закон. Прашајте ги наставниците колку ги тера да работат по закон. Така да ве молам за стипендии после тој случај да не зборувате. Автопати. СДСМ зборува за автопати. СДСМ зборува за автопати. Да не е оваа говорници, ова собрание, ќе мислат некој дека е стендап настап. 1 километар автопат, кажете, што го имате осмислено, проектирано, тендерирано, реализирано. А тоа оправдување, што не можете да завршите готови проекти од време на ВМРО ДПМН, дека биле криви, прави, имало бандери. Па тоа ни син ми од 3 години не може да ви поверува, а не некој сериозен гласач кој што треба утре да ве гласа. Па се чудите зошто губите или вадите некакви си математики, ми и кинези 1,5 милиарда. Нови возила во МВР. Споменавте зголемување на ставката за нови возила во МВР. Погледнете си го говорот или побарајте си стенограм од говорот каде што рековте
дека се зголемени за 2200% ставката за набавка нови возила во МВР. Еве тука и колешката Тасевска од Куманово. Ајде сите да се обкладиме овдека, кој сака со мене, поединечно сите, и да ви кажам кој ќе го добие тендерот. Одма да ви кажам кој ќе го добие тендерот. Не е Автоделукс, него е обратно. Ово е спонзоров на вашава партија што незаконски гради улици во Куманово во предизборна кампања. Оди со багери и гради улици. Беззаконски. Па не победи. Го познаваат граѓаните, тоа више го препознаваат. Не поминува више тоа. Не поминува више собирање потписи, асфалтираме улици, ќе гласам за СДС. Изгубивте. Изборни нерегуларности. ВМРО ДПМН е победувало со 400.000 гласа и тоа било нерегуларно. СДСМ биле фер и они победувале ферски. Цела 6-та управа беше на избирачки места во Куманово. Цела 6-та управа. Знаеш ли што е 6-та управа? Знаеш ли каков притисок се вршеше од МВР во Куманово? Знаеш ли какви претњи имаше од функционери високи на МВР? Началник на СВР Куманово ви отвараше штабови. И вие сте нашле да зборите за избори нерегуларности. Кандидат за градоначалник приведувавте за време на кампања зашто му биле затемнети стаклата. Дали сте, мислам, сериозни во ова што го говорите? И ќе викам затоа што не можам да сватам пратеник во собрание на Република Македонија да излезе да каже нешто и тоа така да помине. И после не би верувале граѓаните. Па како ќе ви веруваат? Па они гледаат. Они гледаат што се случува. Не се слепи граѓани, бе. Не чекаат да излезе на говорница Даниела Колева да им каже за избори нерегуларности и за подкуп. Па не ја гласаат, гледам колку ја гласаат. 4-1 ја гласаат дукаварци. Недоверба на влада, а тука беше и така, да го седнете како мали деца, тоа достоинството на собранието, не знам, нека се остане, нека си ценат граѓаните на речникот кој што го употребува колешката. Јадна е таа демократија. Јадна. Јадна е таа демократија во која што во законодавниот дом, во представничкиот дом на граѓаните, нема дебата за недоверба на влада. Зашто? Затоа што Зоран Заев не им верува на своите пратеници, не им верува на своите коалициони партнери и им забрани да влезат во салата. Е, тоа е прогресивно мнозинство. Прогресивно мнозинство кое што бега од дебат. Затоа што не си верува во наводните успеси на владата. Прогресивно е да влезеш во сала, да дебатираш, да ги браниш ставовите, политиките на таа твоја влада која што ја поддржуваш, да се спротивставиш аргументирано со опозицијата и таа да има можност да ги аргументира своите позиции и во деловнички пропишаниот временски рок да се гласа за или против недоверба на влада. Е, тоа е демократија. Тоа е прогресивно. Бегање од дебата, манипулации, слободна држава во која што пратеник се крие, е хибриден режим како што, впрочем, ве именува. И пошто сте толку прогресивни, пред некој ден излезе и студија за, пошто и во буџетот и во експозијата на министерот беше спомната дигитализацијата, Европската комисија објави едно истражување за бенчмарк и government за 2021, каде што се вклучени сите земји членки на Европската унија, земјите од ЕФТА спогодбата и кандидатите за членови на Европската унија, меѓу кои нашите држави, и од вкупно 36 држави на тој бенчмарк за 2021 сме 35. Жива среќа што сме над Црна Гора. Е, тоа е поразот на
општеството, на владата, на СДСМ и на сите досегашни буџети. Затоа што треба да се случат катастрофални несреќи, за да во 21 век, во ера на дигитализација, не знаеме кој влегол, кој излезел од државата. Обична база на податоци. Целата коруптивност на системот излезе со неколку несреќи, за жал. И сега вие тука ќе држите хвалоспеви на владата и некој ќе ви поверува и ќе очекувате гласови.